Духовитоста е дрскост, стекната со искуство. Добро вечер. Добро вечер. Охо, господине, резултативе ви се хаос. Аман бе, докторе, да не сум закачил некој рак, а? Не е рак, ама затоа замастен ти е джигерот. Триглицеридите ти се 5, а треба максимум 1.9. Холестеролот ти е 9, а треба 5.5. Од шо бе така, докторе? Пиеш ли? Па пијам на сабајле по пола литра вода пијам. Остај ти на сабајле и остај вода. Кажи ми ракија, вино, пиво, тоа дали пиеш? Пиво не, вино ретко, а ракија пијам, ама не многу. Колку? По, зависи од денот, докторе, колку сум нервозен и тоа. Да скратам, значи да бидам јасен. Ти ракија со очи не треба да видиш. Сега ти препишам јас тука терапија и тоа е тоа. Ајде. И ако продолжиш вака, можеш и до цироза да догораш, да знаеш. Лошо бе, докторе. Значи ракија со очи да не видиш. Разбрав, докторе, значи ракија со очи да не видам. Така е. Пријатно. Ајде, пријатно. Здраво, Трајче, шо се глупираш, види скара донесош. Не се глупирам, се лечам. Од што се лечи? Па бев денес на доктор и докторот ми вика триглицеридите, холестеролот, плафон нагоре. Па не ме Джигерот партал. Не ме чуди на толку раке испиено, не ме чуди. А шо ти ово превес преку очите? Шо си го ставил? Па докторот ми рече дека ракија не смеам да видам со очи. И ја го послушав, се ми е црно пред мене, темнина, ракија не гледам. Леле, не можем од тебе. Значи, неам нерви од тебе. Не можем. Дема шо се љутиш, гледаш дека ракија со очи не гледам. Не може човек да удоволи на женава, бе. Се нешто и смета да му се не види. Да живее Дубај! Да живее! Да живее Дубај, да живее и владата што куки на визниот режим за Уединетите арапски емирати. Да живее! Еј, сега слободно да си пичиме, Абу Даби, Дубај. Да живее Дубај! Да Да живее! живее Дубај. И да ви кажам, нема више летувања по Бугари, по Грчки, по Малти. Само за Дубај ќе се шиваме и ќе се колираме. Така е. И нема веќе бизниси со Европа, бе. Сега Дубај не гради нас, ние го градиме Дубај. Сега кај да ќе ни направат нас овде едно Скопје на води, има милиарди да влезат. Така е, Да живее владата, да живее Дубај! Да живее! Да живее. Па и синаče, да го слушам муабетот, Дубај, па Дубај. А што ти не ти се радуваш? Зашто да се радувам? Зашто да се радувам? 500 евра ми е плата, па тоа не е доволно ни за повратна карта до Дубај. Таму 50 евра од вечера сместувањето, кај шетање, кај јадење, кај пиење, таму вода многу се пие, пошто е жешко, кај да купиш сувенирче, некој магнетче за фрижидер, па мене 1500 евра не ме крпат за недела дена од Дубај. Па док па штеди си, ја не сум ти криваш, штеди си, дете и ки имаш пари. Ки имаш пари така и А, виза, човече, виза нема. Штеди си, така се штедело, ајде, да не треба уште нешто. А, може едно гузи. Бе, ти гузи, бе, говедо едно педерство, бе. Дечко, не се нервирај, Како може да ти биде, како така се Чекај. Еј, абе, гузи ти е национално јадење во Обединетите арапски емирати. Тоа ти е печено јагнешко, со ориз, многу зеленчоци, ораси и бадеми. Да. Па слушайте, многу сте неинформирани вие младите и не знаете ништо, ама сега ќе сидат за Дубај и све ќе знаат, ќе прошетаат и ќе бидат светски Ми луѓе. се отворат очите. Не знаев, ја мислев стариов е перверзняк. Ајде, молим ти се. Гузи немаме у кафанава, имаме кебапчиња, ако сакаш. Добре. Не. Извини, донеси рачунот, идеме у друга кафана, е кафаната без гузи. Како е, дечко? Ајде, да живее Дубај. Ајде, да живее. Да живее Дубај! Гузи, бе, да немате, бе. Извинете, кратка анкета, дали може? Повели дечко. Член на Советот на град Скопје алармира дека вработените во Скопската зоолошка градина не земале мартовска и априлска плата, што значи дека последна плата им е февруарската.
Па дечко, немаа плата земено ни вработеното Министерство за економија, немаа плата инспекторите, сега немаат плата вработеното зоолошка градина. Ова излегува како да има епидемија удржавана на земање плати. Порано, знаеш што вика, запосли се у државно, таму ти е сигурно. Сја и тоа не важи. Сироти луѓе. Ревизијата на финансиското работење на Основниот суд во Гостивар покажува нерегуларности и системски слабости. Абе, нерегуларности кои има у судот, па што останало за другото? Не ли така, дечко? Да, на директорот на управата за извршување санкции Александар Пандов му ја пеплоса куќата. Што ќе кажете за ова? Што да кажем, значи мафијата излегува од илегала и искача на терен. Војната почнува, ние навиваме за нашите. Скандал ја тресе Државната комисија за спречување на корупција. Председателката на комисијата е една од осомничените во случајот Адитив. Тажна приказна е Македонија. Да ти кажем, собранието се претвори у гласачка машина, владата се понаша како цар, здравството ни е болничко, новинарството ни е навивачко и сега филмот ни го струши Комисијата за спречување на корупција. Пак ќе кажем, тажна приказна е Македонија. Северна Македонија е тажна приказна бидејќи многу чекате за влез во ЕУ, рече комесарката за проширување Марта Кос. Па не е Македонија тажна приказна. Европа е тажна приказна затоа што не ни дава да и влеземе. А спремни сме да и влеземе? О, не да сме спремни, ние кои ќе влеземе на Европа, пердови ќе летаат, пердови. Господине, на граничниот премин Богородица за време на првомајските празници се чекаше по 1 сат, ако не и повеќе. Ма и поише нека се чека. Поише нека се чека. Ја не го разбирам бе нашиот народ бе. Шо е работава со таа грчка бе? Абе се понашаме како не најадени, не напиени, не избањати и сега ќе одиме во Грчка и таму деме ќе се брчкаме во Егеот, па ќе јадеме, не знам, лигњи, па школки, па не знам, грчки салати, па ќе пиеме узо и ќе одмараме. Од што ќе одмарате бе вие бе луѓе? Земја ти администрација. По 6 сати само седат покрај компјутер, хемероиди фатија од седење човече. И они ќе одмарале, од што ќе одмараат? Бизнисмени по кафани, ова на работниците им дават од 25.000 плата. И они требале да одмараат. Па нека одмараат, нека идат во Грчка и нека чекаат по 5 сати, баш ми ја гајле. Убаво им прават грците. Што не одмараат овде, што? Па така е, што? Господине Мицковски и Борисов во Валенсија куртоазно се поздравија, но не разговара. Да, видов тоа, а зашо да разговараат? Ние немаме зашо да разговараме со бугарите. Они си имаат нивна агенда, ние си имаме наша агенда. Они се тврдоглави, ние сме дабетер по тврдоглави и ќе видиме кој ќе издржи поише. Мене друго ме загрижува. Не знам дали приметивте, Борисов многу се сгоил бе стомаков натол каф човечи. Да, он секогаш бил крупен човек, ама сега е дебел. Значи, подитно мора да се стави на диета. Според Светската банка, земјава има најмал економски раст во регионот. Не е тачно. Светската банка очекува економскиот раст на земјава годинава да биде 2,6%. Не е тачно, Мицковски вика 3,7 дека ќе биде. А вие на кого повеќе му верувате, на премиерот или на Светската банка? Па нормално дека повеќе му верувам на премиерот, секој ден го гледам на телевизија, мислам колку смирено ни објаснува колку ни е убаво, ме разбираш? А овие од Светска банка не ги гледам. Они ти се некои масони, бе, сакаат да направат нов светски поредок и да не покорат сите нас. Ајде, не зборувајте свашта, господине сега. Видете, ако се прашувам јас, тоа Светска банка ММФ се би укинал. Е, така да знаеш. Добро, да преидеме на друга тема. Изет Меджити тврди дека Дуи му нуделе на него да ја напушти коалицијата Вреди и да им се приклучи на нив, но кога виделе дека тој не трза, преминале на Таравари. Видете, у фудбалот трансферот се прави за пари, а у политиката од љубов и идеали, ме разбираш? А господине, првиот социјалдемократ Филипче вели дека нема златна виза, станови и милиони долари во Дубај. Штета. Ди имаше ќе беше мангу, па вака он пролетер кој јас. Абе на нас, поштените, не ни е судено да бидеме богаташи. Ви благодарам, господин. Доста беше, а? Доста За беше. тебе, доста е. Доста Го испи беше. целото. Цело го испи.
И се изнапивме, и се изнајадовме, Све. и се изнадишавме чист воздух и да живее 1 мај. Да живее 1 мај и Карл Маркс и брат му Енгелс. Абе, кој брат бе, Енгелс му е другар, не му е брат. А добро, тогаш да живее 1 мај Роза Луксембург и Клара Цетки. Слушай да те прашам на А. работа. Таа Роза Луксембург била Луксембург? Која глупа прашање. Не, ме. Слушай, дај да собереме. Зашо? Како знаеш, па ние си го направиме ѓубрето, ние ќе си го собереме. Извини, си има надлежни органи за собирање ѓубре, ја немам намера да изиграм ѓубрач. Ај, ѓубраџија да изига, ти текнува кога бевме во Германија кај брат ти, кога не тераше да си го собереме ѓубрето после пикник, шо зесаш? Тоа е Германија, таму има казна. Ова е Македонија, бе, слободна зона, можеш да правиш што сакаш. И болите стапат. Дај бе, не Слушнав, господине, бе, слушнав што кажавте. Па што? Што ова е наша земја, бе, ова е наша земја, па треба да се ја цениме, треба да се ја чуваме нашата земја. Ајде сега да соберете ова ѓубрево што сте го Нема направиле се. грешка, а кој си ти? Кој сум Кој ја? си ти? Јас сум представник од еколошкото здружение Зелена Македонија. Голема работа. Многу ми е гајле. Кој знае колку пари зимате од тие невладени организации. Ова е Соросуи. чисто русуите. Јас Соросуи. сакав да го соберам, ама шом се правиш паметен, нема да мрднеш ти од тука, нити да Не, собераш. бе, ништо не. Не ви личи, господјо, вака да зборува. Ај, ти ќе ми кажеш, не ми личи така да збори. Кој бе ти така собрекаш дека не? Ме вакво ме вреѓа. Абе ти ли ќе веќе жена бе? Чекај Остаеме, сега, остаеме, чекај сега, остаеме. чекај. Абе, срам да ви е, бе, Чуј, срам да ви е и на чекај. двајцата, бе. Животни, Не ви личи на годините, бе. Не ви личи на годините, засрамете се, бе. Пушти ме. Што? Што? Што е, бе? Да се засрамите, окей, бе, добро, добро. Јас ќе ви го соберам вашето И ѓубре. да го Јас ќе ви го собере. И да го соберам. собере. Еве ти кеса. Ај. На, собирај ти. Јас ќе ви ги соберам Лајно вашите едно, ѓубриња. видиш ли? Засрамете се, бе. Ајде, собере таму, нема ни Добар ден, много. добар ден, честит Добар ден. 1 мај. Пази камери. Честит. Честито, честито. Е, вака, ние правиме репортажа за тоа колку нашиот народ бербати по пикник овие местава за 1 мај. Срамот, Ама гледам Како ведат момчево све. чисти, вие не сте Чисти, такви. чисти, да, Вие да. сте за ред Чисти, поредок, Синче, чиста Синче. животна средина. Синче, Не, чисти не, таму, чисти таму, чисти таму, Синче. Ајде, ајде. Абе, Ајде, Да уште еднаш да живеем, живеем да се живеем. најубаво Да, и да. за многу години. За многу години. за многу години. Многу години и да си го дочекаме и 4 мај, денот кога умре другарот Тито. А мама колку плачеше тогаш ќе умреш од плачење заради Плачеш, Тито. Да. Добро, и 4 мај е денот на Гоце. И на Гоце, Добро, така. да. Така е. Господе, зашто му ја држите устата на Му малиот? ја држам многу го боли забот. И правеше заби и се ако вдише ладен воздух, ладно умира од болка. Забите се заебана работа. Заебана работа. Ја пред 2 недели вадев 6 Ау. знаеш како. По уште еднаш, ајде, среќен 1 мај. Среќен да живее 1 Ајде, мај. да живее. И све ќе изчисти, бе, све има да видат. Тип топ. Ајде, Синче, проложи со чистење, проложи. Ајде, Ти долу, проложи. ти пушти го, пушти. Ајде го не да е до собене тука, Ајде, ајде. се нацрта Собене баш тука, бе, баш у Слушај, тој момент го видели, бе. Абе, ајде, пушти сега. Него види, јас сум малце сега поднапиен, ти ќе возиш. И јас сум поднапиена, ама ќе те возам. Ајде, бе, шо. Овие се А кој ќе нашите. ги собере? Да те соберете. 5 минути го чекаме лифтот и го нема. Докторе, само овој лифт ли е во болница? Па не, има вкуп на 4, ама другите 3 се расипани, само овој работи. Колку време се расипани, бе, доктор? Има негде околу 10 дена. 10 дена, ова го нема ни у Бурунди. И чекај се, со еден лифт одат и пациенти, и доктори, и сестри, сите. И плюс служи и за транспорт на медицински материјали. Значи, не верувам, ова е лудило. Луѓе, ако ви се брза, овдека има скали, по скалите пешки. Па сите не можеме да одеме по скали, болни сме, затоа сме тука. Ве разбирам. Не можам да помогнам. Кажи ми. Зоки? Комплициран случај е Зоки. Да, знам дека е итно. Види, не можам у моментов да дојдам заради тоа што еве 5 минути го чекам лифтот да дојде. Во оној момент кој ќе дојде се качувам и правецна интензивна. Мими, не можам пешки да доаѓам заради тоа што вчера играв тенис и глуждот ми е расцветан.
Ама сега не ми кажувај ти на мене, ајде молим те, бапни му таму некоја инекција на зоки, доаѓам кога ќе дојде лифтот. Ајде. Докторе, а тие другите лифтови кога ќе ги пуштат? Дечко, јас тебе на лифт бој ли ти личу? Појма немам. Значи, докторе, ќе идам у приватна болница. Ова на вистина нема смисла. Тут ти е најпаметно. Па сите немаме пари, докторе, за приватни клиники. Ќе земам, ќе објавам и на Инстаграм и на Фејсбук за вас лифтови режими, мајка ќе објавам. Ту и некој ќе се потреса. Кажи ми, еве уште сум тука пред лифтот. Кажи. Зоки умре, ти кажав дека е комплициран неговиот случај. Бог да го прости сега, што да правам? Добро, тогаш да не брзам, Океј, ајде да се гледам. Додека чекаме лифт, би умре пациентот. Господјо, што да правам? Лифтот го нема, а ја не можам да одам пешки по скали. Вчера играв тенис, значи да ви покажам, блуждов ми е расцветан како бабора, ја гледате. Па друг пат не играјте тенис. Еве го бе лифтот, што само паничите. Другарче, најорганизирано во оваа држава е организираниот криминал и корупцијата. 30 години слушаме приказки како се бориме против нив. Се бориме, ама никако да ги победиме. Борбата ја почна Бранко, ќе му ги сечал пипсите на октоподот. Нит му ги сече, ниту бутур. Октоподот се расшири низ целата држава, си приватизираше што си приватизираше и дојде после него Љупчо. Он демек ќе направише ревизија на таа приватизација. Каква ревизија, какви бакрачи бе. Си ја продажи песната, продаде што остана да се продаде. Корупцијата и понатаму си цветаше. Стана Курто, се врати Мурто. Повторно дојде Бранко, па се менјава некои премиери, еден, друг, трет. Старата прича продолжи. Корупцијата си цветаше. Па дојде Николче. Он се расшири со фамилијата, немаше фирма кај што немаше влезено. Корупцијата си цветаше, си растеше, се развиваше, се усовршуваше. После дојде Зоки. Пеева една песна Чеси лежите. Како не бе, су тепа од лежање по плажи во отворени оделенија у затворот у Струга. Рака на срце, Гоца лежеше и еден за кебапи лежеше. Корупцијата и понатаму си цветаше. И сега, посем Зоки, на крајов доаѓа Мицко. И он ќе се борел против организираниот криминал, корупцијата, бла. Сега се слушаат муавети дека у Дубај се сретнал со другар му Зоки и се договориле да не се чепкаат. Сега, дали ќе се бори или не вистински против корупцијата и криминалот, не знам, што би рекол Мицко, доставиме времето да покаже. Толку, гаси светло. Гораст Велјановски е влюбеник во јапонскиот јазик и култура. Се тргнало од цртаните филмови. Јапонски цртани, односно аниме. И понатака приметив дека многу ми се допаѓа јазикот на звучност и видов дека исто е како македонскиот јазик, буквално како што се чита, нема потреба од дополнителен акцент горе-доле. Кога нешто сакаш, се ќе направиш за да стигнеш до тоа. Видов има можност на филолошки факултет да се изучува јазикот, без разлика дали си студент, ученик, дури човек со работа, мислам, повозрасна личност. И така, како средношколец, на своји 16 години, Гораст се запишал на филолошки и почнал да учи јапонски. Веќе во 2017 година, за прв пат ја посетил земјата на изграј сонцето. Денеска Велјановски е дипломиран професор по македонски, англиски и јапонски јазик. Го знам на професионален степен, со самите сертификати можам да докажам. Сега предлагам да позборуваме малку за Јапонија, каде живеат 127 милиони луѓе. Каков народ се јапонците? Сите се водат на ист принцип. Секогаш го давам примерот со патување со воз, односно од дома кон работа, школа, без разлика, како што е кај нас автобус.
така е таму е со воз. Главната разлика ако ја споредуваме што кај нас моментот е сите пробуваат да влезат што побрзо во автобусот, дали ќе бутнат некој, дали не им е битно, додека во Јапонија има ред, каде што само што ќе пристигне возот, сите мора да стојат во редица, неколку чекори пред влезот и да почекаат да излезат сите, без разлика на бројот на особи и после тоа влагаат. Друг пример би било за хигиената и за сигурноста фактички. Јас лично имав искуство кај што се осеќаш едноставно сигурен. Имав моменти каде што сум оставал лаптоп, ранец, значи мои лични предмети во една просторија, сум отишол во друга просторија, во друга зграда, еве пример да купам нешто од маркет и последен час кога сум се вратил таму била. Замислете. А друго, еве да видите чадор, ова исто одлично искуство, да видите чадор на земја. Поминало пола ден, се враќате некаде дома, го гледате повторно на истото место, не пипна. Се пие ракија од ориз, тоест саќе. Се јаде суши и сите видови месо. Сосовите и зачините даваат сосема подруг шмек, вели Гораст. Сега малку околу името на државата. Јапонците како си ја викаат Јапонија? Нихон. Или Нипон, да. Значи, таму термин Јапонија воопшто не постои. Тоа претпоставам доаѓа од англискиот јазик. Да, јас искрено дургучев јазикот, се зачудив дека не постои Japan, се америчко, да. Се американизирани јапонците? Да, ова е добро прашање, бидејќи во денешно време младите се повеќе примаат од Америка и од други земји, мислам, што се поблиски како Кореја. Во Токио има неверојатна мешаница. Другите градови се порелаксирани. Како и да е, се е подредено на работа и бизнис. Проблемот во Јапонија, што многу млади го осеќаат како притисок, е што се осеќаат како роботи, дека се под конец, нели, ако завршиш средно, след на факултет, веднаш после тоа работа, ако еден чекор прескокнеш, ќе си имаш проблеми. Државата увидела дека луѓето немаат социјален живот, па веќе се испланирани реформи. Сега, последно нешто што имам прочитано е дека ќе воведат да се работи 4 дена, за да имаат фамилиите време да се видат. И тоа, ама и за деца. Многу е намален бројот на деца, на бебиња. Што ќе кажете за јапонските девојки, какви се тие? Убави се, од споредба со девојчињата во Македонија се по-нежни, по-мали, по-ниски. Дали јапонките се дружат со странци? Немаат ништо против јапонките или кои да стапи во врска со нив, бидејќи тоа за нив се е ново интересно, сакат и тие да научат нешто ново. За семејството? Семејството, моментот е што нема топлина помеѓу татко, мајка, син, ќерка, нема топлина, мислам, нема, например, како што ние имаме гушкања, таму јас искрено немам видено такво нешто. Ја нема таа топлина која на Балканот, ние што имаме. Например, од кога ќе заврши факултет, се извинам, средно, дури не е чудно исто како американците да излезат од дома, да идат да студираат во друг град, па дури друга земја, нели, не мора да е Јапонија. И тоа за нив е нормално, бидејќи исто, нели, како што спомнав, американците напредуваат сами, не мајката и таткото не ги поддржуваат, како што тука нас не поддржуваат за што и да, дали било школарина, работа, значи финансиски, гледат се сами да средат. Сите јапонци знаат англиски или не е баш така? Па не, во Токио има голем дел што знаат англиски, но во помалите градови, ако си странец, би ти било тешко, доколку не го знаеш јапонскиот јазик. Сега малку за цените, стандардот, кириите на становите. Кога ќе отидеш во обичен маркет, можеше да се спореди со наша цена. Како кирија, пример, многу е висока, значи не се ни споредува со нашата, но како во други европски земји, како со Шведска би ја споредил.
Сакате да кажете двособен стан 1000 евра. Па да, можно и да се покачени сега. Инаку во Јапонија 98,5% се јапонци, останатите се корејци и кинези. Државата е парламентарна монархија, што ќе каже има цар. Царот, моментот е табу е да се збори. Значи за се можеш во Јапонија да збориш, само царот немој да го чачкаш. Да, буквално. За Македонија ретко кој има чуено. Па, кога да спомнав Македонија, мисля дека зборам за Африка. Сега не знам дали ради името Македонија, Африка, нешто, пошто и на јапонски Македонија е Македонија, Африка е Африка, ко нема разлика. Но кој ќе им разложам, Европа, Александар Македонски од Маким текна, и се случува и со Грција да не помешат, мислам и тоа не е ништо чудно, и дури со Франција. Дали би живееле во Јапонија каде често престојувате? Јас поштувам работа, поштувам принцип, баланс и така натака, ама мора да си ми слободно време. Тоа ако некој го одзема од мене, ја не би можел да издржам. Така да. Значи Јапонија тешко, Македонија поубаво. Да. Како би звучало ова на јапонски, еве? Јапонија тешко, Македонија поубаво. Нихонга музикачките, Македонија на хога јасаши идес. Гораст во Скопје има свое училиште за јапонски јазик. Кавамура се вика мојот курс. Тоа е фактички името, односно презимето на нашиот мескот, односно пандата. Јас почнав лично да предавам јапонски од време за корона, се беше онлайн. Имав можност, најдов ученик што сакаше да го изучува. После тоа се зголеми бројот и пред пола година успеавме да го отвориме овој простор каде што сме сега. Нема возрастно ограничување. Јас лично сум предавал од, не знам, 8 години до 58, да се кажа. Значи вие сте задоволен. Може да се живее од јапонски јазик. Може да се живее. Имам и некои дополнителни работи, си предавам и англиски јазик во слободно време, ама тоа повеќе го гледам како хоби. Аеродром ни, китеко да сај, нихонго бенкио шимашо. Односно, ве молам слободно, дојдете до аеродром да учиме заедно јапонски. Некој учи јапонски од хоби, друг заради туризам и бизнис, трет планира да студира таму. Како и да е, работата врви. Детскиот сон стана реалност и тоа јапонска реалност среде Скопје. Ви благодарам на разговорот, бевте прекрасни. Бевте прекрасни. Субарачи ханашио аригато гозаимас. Стеки на хитодес. Извини, една минута, само нешто да ти кажам. Ние балканците многу сакаме да збориме за бизнис, за ќар. А тоа најчесто го правиме кога сме на кафе. Абе, само што ќе го донесат кафето, одма почнува математиката, одма. Види у менито, колку пишува едно кафе, дека колку, едно еспресо е 100 денари. Него, колку го кошта да направи едно еспресо, 5 денари го кошта да направи едно еспресо. Еве да речеме не 5, еве да речеме 10 дека го кошта. И еве да ставиме уште 10 денари за дневници, за струи, за води, за такви работи. 20 денари. Тоа се 20 денари. Еве бе, од мене ќе му ставам уште 10 денари непредвидени трошкови, еве нека иде. 30 денари за тоа, он ти го продава 100 денари еспресото. Значи ти керуе 70 денари на едно кафе. У моментов колку луѓе седат у кафанава тука, гледа, кога 14 маси седат, негде 5 души, негде 20 седат, да речеме 50 души дека има тука. 50 души тука, по едно кафе, тоа ти се 3500 денари, значи 3500 ти керуе он у моментов. Кај сокче, водичка, благо, ај друг пат ќе правиме муавет, ај. На 6 мај го славиме споменот за Свети Георгиј. Родум од Кападокија, во богато семејство. Татко му пострадал за Христос, а мајка му се преселила во Палестина. Кога пораснал,
Георги отишол во војска и во својата 20-та година го стекнал високиот чин трибун, служејќи му на царот Диоклецијан. Кога царот започнал гонење на христијаните, Георги истапил пред него и исповедал дека е христолюбец. Бил сурово мачен, труен со отрови, но Свети Георги со молитва бил исцелуван за миг. Кога маченикот воскреснал мртовец, тогаш многумина ја примиле верата Христова, а меѓу нив била и царевата жена Александра. На крајот, во 303 година, Георги бил убиен со меч, но неговите чуда се безбројни до денешни дни. На 8 мај го празнуваме светиот апостол и евангелист Марко. Му бил сопатник и помошник на апостолот Петар. Го напишал Светото Евангелие, кое што го видел и посведочил за вистинито, самиот Свети Петар. Тој го поставил Марко за епископ и го испратил на проповед во Египет. Таму Марко го посеал семето на Христовата наука. Ја засновал црквата и вовел многу народ во вистината Божја. Бил убиен од незнабожците, а неговите свети мошти со векови им даваат исцеление на луѓето од маките и од болестите. За многу години. Љубовта и кебапчињата се секогаш подобри тазе. Пријатно. Пријатно.